Радиовизија ви представува Ноќен експрес, втора сезона. Секој понеделник и среда од 21 до 22 часот. Радиовизија Ноќен експрес на канал 77. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Ноќен експрес гледајте го на канал 77.mk/YouTube. Добро вечер. Во Ноќен експрес сте? Во програма сте, Златко, во програма сме. Како сте ви, господине? Еве имаме еден млад дечко тука позади нас кој што не фотографира, бидејќи ова е радиовизија, радио што се гледа. Ноќен експрес, имаме многу убаво, браво кадри. Имаме многу убаво купе и многу убави гости вечерва. Алберт Муслиу, Саша Ордановски. Добро вечер. Ние сме вака малку полузабавна, полусериозна содржина во радијскиот етер. А Батестоле се труди да го држи сериозниот дел од емисијата, јас вака забавниот. Танчерки да не добие. Ние ќе те поддржуваме. После нова година. Батестоле, што правиме вечер? Преговори, можности за прегласување. Зошто албанците гласа за опозицијата? Зошто малите партии претрпеа пораз? Постизборни очекувања, тактики, преговори. Концентрациона влада, малцинска влада, широка влада или нови избори. Веднаш поштуваме со прашање. Господо, добро вечер уште еднаш. Ордановски, слушнав дека десетина интервјуа сте дале веднаш после изборите на странските медиуми. Зашто се интересира? Спрштав некои коментари, меѓу другото имаше и формулација од типот многу е зовриена, жестока состојбата, овие што треба да си одат не се дават, по секоја цена сака да останат, а тие што сака да победат одамна не биле на власт десетина години и повеќе така. Значи столе. Ова е во оваа децања на европскиот континент прва победа на владеачки автократски режим. И затоа има и континентална и регионална важност. Значи, во овој бран на еден автократски популизам кој го зафати светот, а Европа секако, ова е прв пат де факто, затоа што Македонија во таа приказна влезе релативно порано од многу други држави, ова е прва најава дека тој тип на недемократски, автократски, популистички режими може да бидат поразени на избори. Затоа предизвика овие избори голем интерес. Бидејќи таа инвестиција што се направи во Македонија во последните 2-3 години вроди со плод. Сите беа шокирани, бидејќи како што знаете, дека предпоставките беа дека ќе биде резултатот вага. На крај испадна многу непријатен за власт. Што е експеримент им успеа на тие кои што го менаџира? Па не сум сигурен дали е експеримент, бидејќи јас учествувам во тоа, не чувствувам дека некој ме експериментира со години сум во тоа. Се види едно големо дигање на една граѓанска енергија. Значи тоа е првата важност. Втората важност, видите, прв пат на Европска унија и на Западот му се случува, на Западниот Балкан, да една голема немнозинска етничка заедница гласа за партија која не представува незината етничка заедница. Што не се случило? Тоа не се случило. Они се бават со друг тип на проблеми, се прават со распади на Босна, кај што сите имаат зидови меѓу себе дигнато, се распадуваат со Косово, со Македонија минатато и така натаму. Босна може би за социјалдемократите малку. Ама сакам да ја кажам, ова е еден бран на кој што и во Брисел се изненадени на извесен начин, додуше тие бидејќи се дел од кризата во Македонија и дел од причините за кризата во Македонија, тие се и глумат малку изненаденост. Меѓутоа, де факто, тоа се двете главни важни димензии. Овие избори покажаа дека е можна друг тип на држава на Балканот од тоа што 15-20 години и со крв се промовира. И тоа би требало да ги радува, така реагираат. Се разбира, бидејќи се они сега се впуштаат во проучување на целиот тој феномен. Македонија е мала држава, она не е голема држава за да биде важна во европски рамки и така натаму, но во една политичка пракса во смисла на тоа, ова се две многу важни димензии, на страна се разбира домашните се сите наши импликации и така натаму. Затоа имаше токав интерес за следење од странциве и ја да ви кажам право, не се кочев, кој ми побари интервју дадов. Но ова е прво за македонски медиум, така после изборите. До сега не сум бил, да. Ете, ексклузивно за слушателите и гледачите на
Канал 77, Муслио. Што се случи на изборите според вас? Ете во албанскиот кампус дуи победи, ама не се баш весели од победата. Преполовени се речиси гласовите на дуи на ДПА, а двете нови политички сили добија прилично многу гласови. Како го објаснувате овој феномен? Прилично изненадувачки, сите предпоставува нешто друго. Значи, прво вреди да се укаже дека кај албанците двете први главни партии од 90-та година не постојат. Дури едната од нив проба сега да излезе на избори и доби 1000 гласачи. Така да, за жал, првиот сенс кај албанските гласачи за казнување на политичките партии некако у Македонија беше подсенка и неприметно помина. Значи, а што кај македонската заедница не се случи. СДСМ и ВМРО се тие кои се менуваат на власт од 90-та година. Дури тие идеологии, нели, предполагаат и припадниците на едната и другата опција и на она што било пред 90-та, нели? ВМРО постои од 19 век и се слави. Така исто и СДСМ го слави. А што се случи сега? Значи, општо познато беше дека рейтингот или задоволството на албанските гласачи со лидерот на владеачката партија беше минимално. Мислам на лидерот на ВМРО да помене. Значи, ако некој имал низок рейтинг кај албанците од 90-та година фактички, до сега е он. Но нема начин, механизам како да се сооча со него. Албанските партии, владеачката инсистираше на правилото на победникот од двете страни на коалиција. Така да се дојде до една пат ситуација каде што очигледно бирачите на тие албански партии кои беа на власт беа апсолутно против тој со кого коалицира. Од друга страна, тие на разни политички начини се трудеа тоа да го минимизираат тој ефект и да укажат дека тој е фактички заштитен механизам за помалите заедници. Ова правило на коалицирање на победниците кај помалите заедници е присутно и на други места. Тоа е заштитен механизам да мнозинството не го бира тој кој е помал. И второ, историската меморија кај албанците со пред 90-та година тие, нели, поштените албанци кои ги бираше партијата, народот не се идентификуваше со нив, укажуваше на тоа дека овој принцип може да се спроведува и се спроведуваше. Кај беше трикот? Трикот беше кај тоа дека овој принцип не важи за мнозинските заедници. Знаете, вие од другата страна може да имате ултранационалистички, дури фашистоидни политички партии и само затоа што поголемиот број од мнозинската заедница бира таква опција, не значи дека таа опција е прифатлива за вас. Кој ќе биде поштениот овој пат во албанскиот политички кампус, кој што ќе отиде, на пример, ете, со една партија која што имаше прилично жестока антиалбанска реторика. Видите, сега тука имаме две партии. Значи имаме две партии. Имаме една партија која таа мачната фаза ја помина, значи СДСМ, лидерот на СДСМ ја помина мачната фаза на убедување на своите бирачи дека еднаквоста, соживотот, толеранцијата, подразбира заеднички развој и заедничка држава. И таму кој се одлеа. Другите останаа, така да имаме една прилично голема, компактна група која верува во заеднички живот. Од друга страна имаме владеачката која инсистираше на раздвојување, инсистираше на одбрана на државата од така наречените опасни албанци. Реториката беше лоша, повремено малце омекнуваше и таа даде резултат, но постизборно ги стави во ситуација каде што нивниот пазар ќе мора да биде поголем ако сакат да влезат пак во пазара, затоа што и очекувањата кај албанските бирачи, било тие да се помалите за поголемите партии, дали било да се за тие кои се во опозицијската СДСМ, се многу поголеми. И во целиот процес на предизборието и прагот на очекувањата драстично се зголеми. И сега имаме ситуација каде имаме од една страна прилично релативно изедначени партии две, но од која едната ја поминала таа травма, значи е прилично сигурна во својот избирачки корпус, и другата страна која знае дека ако оди во некои концесии
тек треба да помине низ процесот на одлевање на своите потребувачи. Неутрален, ама има благопријатен однос кон ДУИ и кон СДСМ. Такви формулации за Муслију може да се кажат. Во таа насока има ли Муслију се одбрана за ДУИ? Не ве разбрав. Велам, за Муслију, неговите ставови, што се дефинирани од јавните настапи, вела дека инклинира кон неутралност, меѓутоа покажува благопријатни ставови, однос благопријатен кон ДУИ и кон СДСМ, например. Реално, вие треба да кажете за СДСМ пред 2006, по 2006. Зборувам за сегашната констелација. СДСМ било во опозиција, знаете кај нас се водеше една нормална дебата за некој кој ја и во некои јавни настапи сум рекол дека нас и нашето општество и нас као граѓани не оптеретуваат 2-3 години, 4 години кој треба да биде лидерот на опозицијата. Тоа е апсурдно, тоа нигде во свет го нема. Како може ние да дебатираме за председател на една партија ако ние не сме членови на таа партија? Но кај населото општество, нели? Се бавеше со тоа дали Бранко е добар за СДС и главни гласноговорници беа тие кои беа. Тоа лесно дефинирање или квалификација ставање во некој табор се случува заради тоа што не знаат да разликуваат став од фаќање страна. Ако имаш став, не значи дека фаќаш страна. Не, значи страна не фаќам, збориме за принципи и мислам дека и дури и опозицијата во последните 25 години, да кажам, можеби во последните 21 година, не укажува на добрите, за да може да ги малце промовира лошите страни. Значи, тоа е работа на промовите. Кај да се оди на исклучивост? Или ич нечинат, или се скроз добри. Такви нема. Проблемот е што рациото на добро и лошо 2600 оди кон зголемување на лошото. Значи, ние влегуваме во тоталитарен систем. И тоа што вика Сашо, ние службено сме сега држава со фатени институции, тоа го имаме во извештај. Тоа никад не сме го имали. Петрит вели во една колумна, иако изгубија 7 мандати албанците, тие сепак се победници. Али Ахмети пак е тажен, не оти изгубиле ДУИ, туку оти изгубиле албанците мандати, односно оти се изгубени 7 албански мандати. Ја мислам дека мандати реално се изгубени. Значи имало 28, сега има 23. Значи како год тие тоа да го кажат. Да, има 23 албанци со мандати. Така да мандати се изгубени. Но мислам дека за ова општество кое е мултиетничко, каде имаме една голема немнозинска заедница, мислам дека и за мнозинската заедница ова е уште еден доказ уверување или охрабрување дека ова општество има шанса да соживот. Ако албанците го направиле тој чекот да гласаат партија која не била во кампусот на албански политички партии, така мислам дека тоа и за голем дел на Македонција, нарешто за тие кои ја промовирале таа филозофија на соживот, на еднаквост, е уште едно охрабрување и потврда дека тоа што го направиле не го погрешиле. Така да од тој аспект албанците као државјани, као дел од таа групација која треба да имплементира соживот, во таа смисла победило, а ја мислам дека шансата на оваа држава за хармоничен и добар развој победила со оваа лекција која сега е одржана. Ордановски, вие како ги коментирате гласовите на албанците? Па тоа е прво една изворедна политичка зрелост, многу повисока од македонската. И мислам дека таа не е прв пат. Меѓутоа морам да ве предупредам дека тоа секогаш карактеристично за малцинства. Малцинствата се посензитивни и политички покоректни од мнозинствата. А македонците покажаа со Селмани малку. Со Селмани. Сепак некои тези велат дека тие беа дадени гласови од ВМРО. Значи, не ви говорам јас во апсолутни некакви величини, бидејќи во крајна ние не знаеме какви се поетничка припадност. Јас сакам да ви кажам дека малцинствата секогаш се посензитивни, поизбалансирани, со една порационален пристап. Мнозинствата се арогантни, македонското мнозинство е особено арогантно, историски погледнато у Македонија. На албанците гледа со едно подценување, за време на овој режим и со презир.
кај македонците, кај еден значаен дел од македонското гласачко тело кој е националистичко, гледате, македонците не се шовинисти, но они се една дивертирана варијанта на еден српски национализам и на антиалбанизам. И тоа е еден рецидив, еден сентимент кој е останат од некакви бивши времења и така натаму. И тој сентимент во македонската јавност има јака артикулација низ оваа партија, која се вика ВМРО, која е националистичка партија. Кај нив, значи, нити кријат, ниту пак претендираат да бидат нешто друго. Еден од столбовите на владењето на Груевски во последните 10 години, едно благо навестување на своите гласачи дека ќе има второ полувреме за 2001 кое ние ќе го добиеме. И тоа е нешто што привлекува гласови и да ми дозволиш да завршам само, и еден однос кон албанците кој не е агресивен, бидејќи они разбра дека после сите војни и калвари на Балканот не може да се има агресивен однос кон малцинствата, но е со подценување. Што барате бе ви? Бе ние бараме 3, еве и 5 и ќутите. Тоа е друг проблем што таму од другата страна имаше тие што вика, дајте ни 5 и ќе се ќутиме. И тоа резонира кај еден значаен дел од македонското гласачко тело, дури толку многу да ја поклопи оваа димензија да носи свесни дека лопови ги владеат. Меѓутоа, кај нив има еден тој сентимент, затоа тргнални со оваа хистерична кампања за федерализација, двојазначни, за да го разбудат тој сентимент, и видите, не е да не им успеа. Овој број на гласови што го освои ВМРО покажува дека во македонскиот базен на гласачи се уште има сензитивност и на антиалбанство кое не е шовинистичко, не е агресивно, се разбира. Но проблемот нивни е што сега со овие резултати се покажа дека они ќе бидат на долги стази губитничка страна. Имаме квиз, па после тоа рекламите и ќе се вратиме. Квизот е за слушателите и за има и награди. Има награди, имате карикатури, веќе се направени карикатури. Бидејќи сте гости, ќе ја видите на крајот. Квизот гласи вака: на кого не му е местото во ова друштво? Или кои се натрапниците? Кој е натрапникот? Александар Новаковски, Панде Лазаревски, Стево Пендаровски, Мирјана Лазаревска Трајковска. Невладината организација со која се поврзува името на Алберт Муслиу се вика Ади, Ада или Уна. И да им помогна на слушателите, Асоциација за демократска иницијатива. Правите се кратенки. Уна е река. Без помош сега, после на крајот ќе иде. Сашо Леонски беше директор на, ова е трик малку прашање, на македонска телевизија, на Алсатем, на Телма или на еден телевизија. Може и два одговори да тоа. Реков трик сега, не. Ми олеснувате работата. Имам амбиции новија друга, а другите две, па ја и таму ќе бидам директор, што тоа. Добро. Точно или неточно? Одговорете со точно или неточно. Прв председател на Државната изборна комисија беше Јован Јосифовски. И второто прашање, кое што треба да го одговорите со точно или неточно, во општина Центар на последните локални избори се прегласуваше 4 пати. Точно или неточно? Реклами. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника. Биди наш репортер од терен за секој застој на патот, проблеми во одвивање на сообраќајот, непримерно однесување, потреба од предупредување на учесниците во сообраќајот, пренасочување, сврти на бесплатниот телефон 0800 80 222 и информирај. Откако ќе го свртите бесплатниот телефон 0800 80 222, почекајте на сигналот за снимање, потоа соопштете ја пораката и очекувајте ја во сообраќајниот сервис на канал 77. Се зборува дека првата тура била од куќата. Крали Марко, верни на традицијата и квалитетот од 1924 година. Следете не на facebook.com/канал 77 и twitter.com/канал 77. Гастрогард е брзо и безбедно решение за вашите стомачни тегоби. Изгаснете го пожарот во вашиот стомак. Гастрогард. Пред употреба внимателно да се прочита упатството. За индикациите, ризикот од употребата и за несаканите дејства на лекот, консултирајте се со вашиот лекар или со фармацевт. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа.
мисли Уника. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Ноќен експрес. Летна ноќ, таму негде, звезди рој, воздишки без број, од ова небо скриени, вечно изгубени. Јас, доста млад, со тебе сум во склад, ти скептична, зарем си во брак, сите гледат, знаат се, а нам не ни пречи. Разбери ме, тоа што е било и ќе остане. Нека гледат и знаат се, а нам не ни пречи. Ти велиш бунтовник, во душа сум јас, ти прекрасна, а нам ни нема спас. Љубоморат изборуваат се, а нам не ни пречи. Владини вести, неизвестни вести. Не прислушувате, слушајте радио. Слушајте Ноќен експрес, не прислушувајте. Продолжуваме понатаму. Саша Одановски и Алберт Мусливиć се наши гости во ова постизборно издание на Ноќниот експрес. Прочитав милион различни работи, веќе ништо не може да ме изненади, макар што има доста инвентивни фаци во државата кои што се обидуваат да ме демантираат, почнувајќи од предизборието, самиот ден на гласање, па сега овие неколку денови, во тие прочитани работи има доста парадокси, доста абсурди. Например, освен дека многу албанци гласали за СДСМ, и тука лежи формулата успешна за каф резултат. Ама има и контрамислење. 35-40. Сега прочитав и дека не гласале. Дека албанците гласале за ВМРО ДПМН, дуи во шеска. Дуи гласал намерно за ВМРО ДПМН за да го спаси ВМРО ДПМН, за да го има овој резултат, а преку тоа да се спаси самата себе.
Така да, на што ви личи целиот овој период од Пржино, можеме и поназад да отидеме, до денеска? Некоја режија на Хичкок, на Монти Пајтон или партизанска серија, филм, некој, не знам. Ја мислам дека е превработеност. Знаеш, многу се вработени, просто нема никој кој е без работа и така нема кој да пише на социјални мрежи. Мислам, види парадокси се тие, абсурди некои. Албанците можеле, прво ви фалел пастир, но може таа нивната теорија дека може да им се наложи да гласаат за некој, тоа се спроведувало и кога се спроведувало за председателски избори. Затоа што интересот бил мал, или ги злоупотребувале, или ги убедувале дека нивната партија ќе има придобивка, па ќе гласате за овој или за овој кој ќе биде председател не им било битно, не? Значи, албанците, и ако гласале за ВМРО, што не верувам, затоа што прилично им беше риториката анти, нели? Застрашувачка, нели, верувам дека голем број од нив си Па се стокхолмски синдром има. Да, може. Има секаде на светот. Така да, и тие ако гласале за ВМРО, и тие што гласале за СДСМ си гласале по своје уверување или по своја одлука. Него ја не гледам доволно овде да се збори за темата и зошто баш се зборува за колку албанци гласале за СДСМ, зашто се збори колку роми, колку турци гласале за ВМРО да помане. Ја мислам дека и во првиот настап после затворањето на избирачките тоа го потенцираше Ѓорчев. Беше Ѓорчев кој укажа на тоа, малце цинично тоа го кажа, но мислам дека бара излез зошто победата не беше присатна. Па мораше да се најде некој изговор беа албанските гласови. Ние во оваа општество кај нас секако дека ќе почнеме да зборуваме малце и за вазалскиот однос на помалите етнички заедници во Македонија, знаете, кои ги даваат своите гласови, па дури немаат идентификација во тие голем коалиции, нарешто во владеачката. Ако таа била националистичка, како што вика Сашо, значи таа била исклучива и за турската, и за ромската, и за македонско-муслиманската заедница, и за српската и така. Добро, има таму и доста, например, антиисламска риторика во последно време, а внатре има во коалицијата партии кои што имаат муслимани, турците и ромите. Како, да ве прашам, како тоа се соджвакува внатре во една коалиција? Ете, са вие мора да напаѓате... Само сакам да го довршам број за бројки. Ако му веруваме на Амди Бајрама, тој е лидер на таа коалиција на ромски партии која е внатре во владеачката, он носи 60.000 гласови во тој голем куп на таа... Многу е додор тук. Ша, тој така вика се, овој вика 70, земал заев. А сега, овој вика 70 земал заев, овој вика 6.000 ромски ја носам, па има турски таму, така да таа бројка не е монолитна, не се таму 150.000 македонци, па сега да можат они да покажуваат сила. Тоа ми беше Слушайте, ВМРО ДПМН е антиалбанска. Сентиментот е антиалбански во националистичка смисла. На кој филм ти личи? Политичкиот сентимент е антиалбански. Сентиментот код ромите, речеме, нема подобра илустрација од разговорите што ги чувме. Значи, тоа се човечиња, за уши ќе ги вадиме, цигани и така натаму, и морам да признам дека Амди Барем направи се за неговиот народ да биде третиран како цигани. Веќе човекот баш онака цигански се понаша цело време и за жал после 10 години со власта не успеа да направи ништо за ромската заедница и видите, тоа е еден од сериозните проблеми на кои секоја нова власт ќе мора да вистина да обрне внимание. Веќе таму не е веќе само за тоа што е Амди Бајрам битанга и кој што заради сопствени материјални интереси со години тргува со тие гласови. Проблемот е што таа заедница назадува дури во споредба со целокупното назадување на... Каков е одговорот од другата страна? Дали некој интелектуалец или... Гледайте, тука сега доаѓаме до ова, значи, да престанеме ние да се занимаваме што било како било. Ние сега имаме ситуација во која што знаеме дека значаен дел мултиетнички ја поддржа оваа би рекол лоповска платформа, која што сепак вкупно победи во Македонија. Тој капитал сега не треба да се истроши. Наредните години, веќе јас верувам дека ќе добиеме влада во кој што нема да седи во ВМРО ДПМН, наредните години сега треба да се искористат, за да тој правец на една демократска, мултиетничка демократија која треба Македонија да ја гради, да се изоди.
Значи, дали се трошиме ние сега овдека во разговори да биде 30.000, 50.000, 20.000. Ордановски, натре во опозицијата, еве и кај албанците, веќе има некои гласови кои што велат широка коалиција и така натаму. Колку мислите дека процесов овака како што се движи, дека може да отиде во таа насока? А и многу од предвидувањата предходно велеа дека преголема е работата, преголеми се реформите, а и други чекори кои што стојат пред Македонија, НАТО, европските интеграции, за ова да остане. Значи вака, прво јас советувам да се влезе во таа дискусија од која ќе имаме дефинитивни гласови. Разликата е толку мала и во смисла на пратенички места, што не е неважно кој ќе добие иницијатива да го прави тоа, да составува владата. Второ, во моментов партијата со најмали шанси да состави влада се вика ВМРО ДПМН. Таа не е сосема без шанси. Стратегијата на ВМРО е сега да искомпликува толку многу ситуацијата, да ја доведе на работот дури и нереди, бидејќи заканите што ги прават се јасни, експлицитни се и така натаму, да ги доведе на работ дека ова уствари е фалсификување на волјата и така натаму, за да се испазари за широка коалиција. Бидејќи тие знаат дека немаат капацитет да направат. Си ја крева цената и ова што Груевски не вели дека ќе бидеме јас пак. Не само што ја крева цената, они се закануваат. Јас лично мислам дека тоа нема да помине. Слушайте да кажа, ние со години живееме по таа закана и они у суштина од бирачите го добија средниот прст. За нас што мислите има нешто ново околу заканите на ВМРО? Што дека ќе ни запалат уште по една кола, дека ќе направат уште еден контрапротест, дека ќе изедат уште 100 сендвичи пред некоја институција? Па све тоа го видовме. Ние видовме тешко вооружени кордони полициски на кои што излеговме илјадници луѓе и на крај на гласање ги поразивме. А заборавивме така, дека значи, нивната опција е широка коалиција. Јас лично мислам дека тоа е најлошата опција. Заборавивме слушателите да ги повикаме 032-397-727 397-707. Прашањето од анкетата за нив е кој ќе формира влада според нив. Може да се јават слободно и меѓу другото да постават и прашање за Ордановски и за Муслију. Петри, ти повели со прашање. Јас сакам да го прашам господинот Муслију, како мисли дека сега ќе се однесуваат дуи во ваква ситуација? Сепак, најмногу гласови добија тие, веројатно, неверојатно, туку 10 мандати, кога ќе отидат или на едната или на другата страна, прилично ја приближуваат и едната и другата страна до можноста за создавање влада. Дали може би ќе треба, освен ДУИ, да се приклучи и уште некоја албанска партија? Ја мислам дека за кој би се приклучил, треба да се причека тоа што вика Сашо, да се добијат финалните бројки. Дури да се вакви бројките, пак ќе треба. Иначе ќе треба да се врзат тие. Па ете, да ги разглобиме тие три опции се. ВМРО да добие мандати повеќе, да биде еднакво, или СДСМ да добие мандати. Да, али јас затоа ти викам, дури вака да е 61 не е решение, затоа што тие се ќе треба цел ден да седат таму и да не мрдаат. Пратениците имаат и обврски вон парламентот, така да ќе биде целиот систем блокиран. Второ, има разни варијанти. Ми една не ја спомнавме, дека пазарот на ДУИ, кој отиде као колатерална штета на коалицискиот партнер, никој беше во сршта на бомбите, испадна на крај дека оние повеќе изгубија него што изгуби владеачката. Да не забораваме. ДУИ, па да сите прават паралели дека ВМРО изгуби некаде од минатите избори 30.000 и во бројки изгуби помалце, а камоли во проценти. Да, значи и така да верувам дека ДУИ ќе се труди Јас мислам дека погрешно го водиме муабетот. Јас мислам дека ДУИ нема 10 пратеници на располагање за коалиција со ВМРО. И со самото тоа не може да направи. Не, и да има 10. Сакам да ви кажам, значи опцијата дека ВМРО може со ДУИ да прави влада не постои. Не, тие две сами е тешко. Како ја аргументирате? Не, јас ја аргументирам и со бројки. Во ДУИ ќе има пратеници кои што нема да влезат во правење влада со ВМРО, многу просто. Може да тргнеме со трансфери. Со најтешката ипотеза дека и тие пратеници би влегле. Тие го немаат Бадинтер во тој мнозински состав. Значи тројца пратеници се вон албанските партии.
Тие се во СДСМ. Но има нели роми, турци, срби, тие влагаат Него во ми збориме за Бадентер. законски решенија кои се од интерес. Не е тоа. За министер да биде за внатрешни работи не му треба Бадентер, за да се одржат тоа што. Не, ние збориме за законски решенија каде што тоа се вика во политиката, коалицијата меѓу ВМРО и ДУ е можна, но не е плаузибилна. Значи, она е можна теориски, не е остварлива. Така Која е другата плаузибилна да довршам коалиција? Повелете. Значи, ова и кога би се случило, значи пазарот би бил прилично висок на ДУИ, да ги амортизираат тие штети. Ја дури слушам опции премиери, значи министри за внатрешни работи, кои се можеби така звучат научно фантастични опции, но ако се сведеме на бројките, тие не се невозможни. Исмет Рамадан не мислеше така, не тврдеше така. Синоќ ќе го гледа вели. Ова се мисли. Ке се повтори историјата блиска и малку подалечна, ке се смисли некој декемвриски, јануарски договор како мајскиот, што ВМРО ќе го третира како тоалет хартија, а овие ќе го третираат како. Ама нив ќе влезат. Нив прво никој не може да им забрани глуски све ќе им даде, не. Добро, сега тоа се предлабоки хипотези. Тоа никој не може да им го забрани, не им треба нив мајски договор за да го направат, тоа може да влезе да го изгласаат и здраво, ќе му ги дадат мандатите на човекот, ќе ги представи пред председателот и се има, но тоа не го бива. Не го бива затоа што они имаат локални избори за 5 месеци, ќе ги нема. Значи ако некој верува дека они не ја научиле лекцијата после ова што го помина, или ако стварно не ја научиле, тогаш им проблемот кај нив. Ја не верувам дека толку аматерски ќе се. Добро вечер. Слушател имаме на линија. Добро вечер во Ноќниот Експрес сте. Добро вечер до сите. Цената до Повелете, ве слушаме, само прекинувате нешто. А јавете се уште еднаш, а јас имам на чат некои слушателски коментари. Например, вели вака, свака част, па по инерција на свака част за емисијата. Бре, колку сме биле добри, Петри. Браво, свака част. Снежана Делева. Понатаму Тасовска, вели Ордановски, арогантен, продадена душа. Нека дојде госпожата да се објасни ваку 4 очи, не преку 4. Добро, тоа се само два. Да раскажам некои детали за душата. Инвите беше. Два коментари. Што имаше во пликото? Дали очекувавте, ние прогнозиравме, какви беа прогнозите, имаме анализа, имаме победници, имаме поразени. Има јагнињата и прасињата се најпоразените во вашиот случај. Ордановски што имаше во пликото, затоа што во колумните некако не воздржан толку, меѓутоа резервиран заради тоа што дали стрепеше Ордановски пред изборите од неисцрпниот капацитет на триковите на власт или неможноста на тоа да се спротивстави опозицијата или суеверие беше во прашање, па тврдеше едно за да се случи обратното. Во мојот случај е многу лесно, бидејќи ја имам трек рекорд, што се вика. Значи може да се проверува назад години. Јас сум единствениот кој што конзистентно тврди дека ова мораше да изгуби на избори. И тоа немојте да имате уопште никакви дилеми околу тоа, дури имам толку многу телевизиски јавни настапи со толку многу од другата страна луѓе кои што на различни начини подценува ова што вика слушателкава арогантен и така натаму. Моите прогнози се точни, се извинувам. Мислам, можда не му се допаѓа на некој тоа. Моите, јас се бавам со ова 30 години и ја правам точни прогнози. Ја не можам да ви кажам, можда ја одбивам да влегувам у тоа дали ќе има 52, 50, но ја ги гледам трендовите. Знаете како јас во последната емисија пред изборите реков дека ова ќе биде прво менување на ситуацијата во која статистиката ќе изгуби од инстинктите. Само рейтинг ги погоди така го анкетите. Анкетите беа точен збир на неточни податоци. Кога ви имате во анкета на 3 дена пред избори 30-40% од одговори кои ви викаат не ви кажувам, не знам, не сакам да ви кажам, вие не можете да правите прогноза врз основа на анкети. Јас сум доктор на науки по тие науки. Јас сум направил 500 анкети, сум видел, сум гледал и така натаму. Но да не се секирате, тоа не е само македонски феномен. Се работи за една глобална неможност, бидејќи статистичките модели повеќе не одговараат за општествата кои што станаа високо емотивни, кои што се повеќе на инстинкти се и нерационални.
Анкетите се сепак една статистика на рационалноста. Се покажа сега да не враќаме филмот, нели се утнаа многу поважни прогнози од ова нашиве избори. И јас со моите пријатели, а и опоненти кои што прават анкети, со месеци им говорам. Дечки, понderирањата не можат, понderирање кога непредвидливите цифри на се начин ги делите меѓу според одредени критерии. Се вкрстуваат. Така е, значи не можете да го вкрстите ова што се случува во главите на луѓето. Па те скриени гласачи страмежливи испадна дека нема ништо. Ние никогаш не бевме сигурни, гледате, во која мерка се фалсификуваат изборите. Значи, ние видовме дека кога прв пат после многу години Министерството за внатрешни работи не се злоупотребува како основниот механизам за фалсификација. Ама во Моројас одмак ќе го пости прашањето, кај се тие 150.000-200.000 украдени? Па тие 150-200.000 30-40.000 намали вамар да помогнат. Дадам одговор, тоа се овие 400.000 што се одселени. Тие да останеа тука, ќе беше поразот 10-0. Тие што заминаа од минатите избори до сега се тие што ви фалат во бројките. Прашањето на Моројас е дека претходно имавме 400. Ама ви ми е најдена работа, што? Не, поентата е друга од прашањето. 481.000 имавме 2014, сега имаме 440. Тоа сакам да ви кажам, да беа тие тука што не заминаа, ќе беше поразот епохален. Реклами па се враќаме после тоа со Светомир Шкарич, професорот на тема зборува уставни процедури, законски, како ќе тече процесот понатаму од процедурален аспект со формирање, конституирање на собрание, давање мандат. Сме немале до сега ваква ситуација, што предвидува, што предпоставува професорот Шкарич на оваа тема. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли уника. Тато спие. Мама спие. Баба ли е, дедо ли е? Комшо? Dream by Almak. Најдобрите душеци низ салоните во Македонија. 034 326 420. Мала ноќна музика со душеците од Dream by Almak. Лека ноќ. Дојдовте? Повелете. Ве замолив да дојдете денес за да ви го представам нашето ново оружје. Комплетно новиот Peugeot Expert, опремен со 1.6 Blue HD мотор со 95 конски сили и ултрамодуларен простор, кој може да достигне до 6,6 метри кубни. Новиот Peugeot Expert, неговата мисија е твојот бизнис. За повеќе информации ве очекуваме во салоните на Peugeot. Peugeot.mk. Најлуната ноќ во годината поминете во угостителскиот бисер во Источна Македонија, Амор Кочани, за само 1690 денари, забава со Феникс и Виктори Бенд. Забава на 1 јануари со комплетно мени за 750 денари. Резервации на 033 279 900 и 077 660 835. Среќна нова со Амор Кочани. Дочекајте новата 2017 година за само 2000 динари со неограничен пијалок и совршена храна, недополнета со нотите на амбасадорите на добрата музика Коки и Тајфата. Резервирајте веднаш на 034 609 650. Хотел Вила Парк Струмица. Порта 3. Архитектура, градежништво, екологија, арт, дизајн, интериер, урбанизам, сообраќај, хортикултура. Сето тоа и нешто плюс, без политика. Во списанието и на сајтот на Порта 3. Посвети се на вистинската љубов и уживај во неа. Делукс од Елит. Ваша вистинска љубов. На здравје кафе. Со Елит Турско Делукс. Стил, комфорт и луксус. Хотел Ледер Кочани. Незаборавно случување на единствено место. Хотел Ледер Кочани. Хотел со душа. Ноќен експрес на канал 77. Партии кои што можат да обезбедат мнозинство во парламентот, а тоа значи најмалку 61 пратеник. Ако има таква коалиција, а изгледа дека нема, тогаш председателот, особено во услови ако двете коалиции имат изброј на пратенички мандати, председателот по своја оценка ќе го додели мандатот на едната или на другата коалиција. И ако таа коалиција успе да собере одреден број
мандати за формирање на влада, тогаш процедурата ќе тече натаму 20 дена само по конституирањето на собранието и после 20 дена по неговото конституирање ќе се добие влада. Ако пак не добие, ако првиот мандатор не успее да собере доволен број на пратеници, тогаш председателот е должен мандатот да го даде на другата коалиција која има изброј или е втора по пратеничките мандати. И се така додека не се точно провери има ли собранието можност да формира влада. Тоа е уставното решение. А ако собранието нема можност да формира влада, не може да се формира парламентарно мнозинство, тогаш прашањето е отворено. Што понатаму? Но тоа ќе видиме како ќе се одвива. Нашиот устав, за разлика од другите устави, нема решение за тој проблем, а во другите земји, например, ако не може да се формира влада во два наврати, од она партија или коалиција која што освоила најголем број мандати, ако не може да обезбеди парламентарно мнозинство, по два обида, тогаш се распушта собранието. Но ние немаме такво решение, собранието останува, ќе видиме како тоа ќе се разрешува. Ќе видиме сега која коалиција која имаат најголем број пратеници во собранието ќе биде способна да формира такво мнозинство. Ако е точен тој податок дека едната и другата коалиција имаат по 51 кандидат, председателот може по своја одлука да оцени на која коалиција ќе му го даде мандатот. Ако таа коалиција не е во состојба да формира парламентарно мнозинство, го враќа мандатот и председателот е тогаш должен мандатот да го довери на втората коалиција која има најголем број пратеници. Тоа е решението. А ако пак, да резимирам, не може ни една од коалициите да формира влада, тогаш ќе видиме како ќе се пронајде решението. Ни една ни друга коалиција не може да обезбедат 60 пратени. Ако до таква ситуација дојдеме, тогаш може да се размислува собранието да донесе одлука за распуштање во ваков состав и за распишување на нови избори. Дали тие избори ќе се совпаднат со локалните избори или ќе бидат одвоени, пак за тоа треба да се дискутира. Изгледа дека тоа ќе биде од уставна гледна точка најрационално решение, доколку не може да се формира влада во ваков однос на силите. Инаку има и трето решение, а тоа е како што се прави и во другите земји, двете коалиции кои имаат најголем број пратеници, да се одлучат да формираат концентрациона влада или влада на најширока коалиција, вклучувајќи ги и албанските партии. Ако водат сметка за јавниот интерес на Република, да постапа така како што постапуваат и во другите земји, како што постапија, например, во Германија и во други земји. Но ќе видиме и тоа решение дали може треба да биде во игра. Веројатно, може за тоа ќе застане и Европска унија, односно би го поддржала тој предлог, бидејќи формирање една таква влада со најширока коалиција или концентрациона влада било знак дека партиите водат повеќе сметка за интересите на Македонија отколку за сопствените интереси. Односно дека имат способности да ги надминат меѓусебните недоразбирања, навреди и овие прокопани длабоки ровови една помеѓу себе што си ги направиле за време на изборна кампања. Ќе ја видиме и таа опција. Така да во секој случај да се оди на ова на смирување, на спуштање на тонот и да се бара решение. Во секој случај дуват добри ветришта. На добар спад сме и кризата да се разрешува постепено. Контакт телефон 032 397 707 и 397 727. SMS контакт 142 277. Се што ви лежи на душа, кажете го на бесплатниот телефонски број 0880 222. Радиовизија. Реклами. Мисли среќата не е за оние кои се сомневаат. Седат по дома и ја чекаат. За неа се бориме секој ден. Среќата е за оние кои пробуваат нови работи, кои не бегаат од проблемите и храбро одат напред. Мисли со срцето за својата среќа. Мисли Уника.
Солорайзен Гостивар има потреба од вработување на искусен механичар за товарни возила. Со солидна месечна плата, 4 недели платен одмор во годината. Работното место е во Гостивар, а трошоците за сместување се на трошок на фирмата. Информации на 071 882 883. Ноќен експрес. Ноќен експрес. Назад сме во Ноќниот експрес. Го слушнавме професорот Шкарич, но имаме и слушател на линија, кој што се надевам дека има некој коментар или прашање до нашите гости. Алберт Муслиу и Саша Ордановски ни се гости во нашето купе на Ноќниот експрес. Разговараме за постизборните ситуации. Добро вечер. Повелете, во етер сте. Добро вечер. Ве слушаме. Редовен... Според вас, кој ќе формира влада? Ќе се формира ли воопшто влада? Ќе има ли вонредни избори? Ќе има широка коалиција? ВМРО ќе формира, СДСМ ќе формира. Го слушнате Шкарич, ги слушате нашите гости. Повелете. Да, редовно ве слушам. Почит до вас. Вака сега. Комплицирани прашања се тие, меѓутоа јас сакав нешто друго да кажам околу еден став на вашите гости. Своевремено во едни дебатни емисии вашите гости кажа дека ВМРО е актер и еден од договарачите на конфликтот 2001, Смилковско езеро и Диво населје. И сега тоа што ми е мене мило, што овие избори ја открија вистината, е тоа кој имал можност да договори такви шокантни настани. Значи, победникот на изборите кој е во Зајас, кој е во Рачиново и кој е во Диво населје. Кој имал контакт и кој има можност за такви договори. Благодарам, чекам одговор од гостите. Не знам кога го рекла. Благодарам за вашето јавување. Ја нешто му реколтовали, тезата е глупа, се разбира, така што не заслужува одговор. Ја не можам да кажам. Можам да прво, абсурдна е вака као теза. Второ, кога ги слушам овие тези, испаѓа дека појака опозиција, повлијателна. Значи, ние сме имали опозиција која све бе контролирала оваа држава, а никако да добие на избори. Знаете, не треба ние да ги мешаме судските одлуки, судските процедури и изборите. На избори гласаат граѓани, по свој избор, дали под притисок, слободна, нема врска. Ама тоа не значи дека некој не направил криминал. За криминалот си има сега посебна институција која ќе одлучува. Вие можете и као градоначалник, и не само кај нас, него и по светот, победувале градоначалници, премиери, поделе у затвор затоа што правиле криминал. Така да не може да правиме паралела мие помеѓу криминал. Управо се. Диво населје го организирал СДСМ. И сега колку треба да потрошиме дебатна емисија за оваа глупа теза? А ние сме плаќале данок за надпартиска личност како мандатар на идната влада, ова што скажи само да го ама има уште еден момент. Надпартиска личност како мандатор на идната влада е нужноста, бидејќи ниту една од партиите со ваков изборен резултат нема легитимитет, вели Шкарич, кој што го слушнавме пред малку. Коментирање на она што го кажа Шкарич до сега. Ги слушнавме, нели, уставните механизми, кој ќе добие мандат, тоа е прилично јасно. И од граѓанскиот сектор, дури 2015 година, предложивме дека за излез од оваа криза треба нека експертска влада од непартиски луѓе при високо партизирано општество. Зборувате за блупринтот сега, така? Не, дури пред блупринтот. Сега, оваа фаза, прво, ја не можам да кажам дека немаат легитимитет. Сите оние имаат легитимитет.
Но за да го тој легитимитет преточат во влада, треба да соберат 61 пратеник и да ги изгласат у парламент. Колку во моментот, така да нечем да ги делегитимирам. Може да ги делегитимира ДИК или суд или така натаму. Но тие си го добија гласот. А колку тоа кај нас би било функционално владо 61 пратеник, 63 и така натаму, тоа е веќе друга работа. Затоа што многу тешки реформи не чекаат. Ја би бил за таа опција ако одредат строго одредена програма која треба да ја спроведат. Затоа што нас не чекаат тешки работи, не чекаат ови идните реформски приоритети, не чека специјалното обвинителство да и се овозможи, не смета на работа, не чека Зарем тешки работи. мислите дека ВМРО ДПМН и ДУИ во заедничка влада би го прифатиле тоа што го зборувате? Ја мислам дека Прибе, СЈО и така натаму. Нема албанска партија која може да влезе у влада ако предуслов на СЈО и тој дел не се исполни. Затоа што за тоа сите се залагаа, затоа што незалагање за тоа бар за албанските партии би значило дека нешто од нешто се пазат. Затоа ниједна албанска партија не беше против специјалното обвинителство. Така да од тоа бегање за нив бар нема. Ја морам да кажам дека сосема другчие, да поинаков начин приоѓам на ова прашање, тоа гледам на Има прашање, може ли да се вклучи во дебатата? Може да се вклучите доколку се јавите на 032-397-707 или 397-727. Повелете. Значи, ја гледам како се води оваа дебата во македонските медиуми и општество во последните дена, ја имам потпуно поинаков пристап. Значи, мене не ме интересира математиката. Математиката кажува дека се можни во овој момент 5 влади. Влади со 60 мнозинство, влади со 70, со 75, со пребези, со менување адресови, се е можно во политиката. Оно што е важно е следно. Бидејќи ВМРО ДПМН е де факто во овој момент со најмал коалиционен коефициент, на ВМРО ДПМН во овој момент најмногу му одговара нејасна ситуација и евентуално скори нови избори. Затоа се овие протести обиди за немери. Значи, што повеќе да се одложи формирањето на владата, да се расточи оваа загуба која што доживеа, да се релативизира, бидејќи тие знаат дека не може да направат влада. На ДУИ не му одговараат нови избори. ДУИ туку што доживеа огромен пораз. Секој наредни нови избори за 6 месеци за година ќе значат уште половина од ова што го добија. Не може да се надева дека албанците. Остете да се надеваат. Значи ја ви кажам што ќе им се случи. Овие трендови се многу јаки трендови. Овој тренд, знаете, кој ќе тргне возот со ваква брзина да ги прегази, тој не запира за 10 метри. Тој сега ДУИ треба многу да направи и тоа по можност од позиција на власт, која не може да ја формира со ВМРО, за да евентуално се рехабилитира за некои наредни избори. Не може или не сме. Абе, слушайте, видите, јас ја почнав мојата теза, па ми рековте ќе разговараме за после тоа. ДУИ нема пратеници доволно за да направи коалиција со ВМРО. ДУИ ќе се распадне од постоечките пратеници, ќе изгуби пратеници, затоа што пратениците не се будали. Они, меѓу другото, имаат и локални интереси, имаат политички други интереси, не сакаат да се жртвуваат за Али Ахмети. Така што се случили договор да се направи влада со ВМРО, ДУИ ќе изгуби 3/4, можда и 5 пратеници, кои во најмала рака ќе станат независни, а може би ќе отидат на некоја друга партија. Така што понатам горе. Значи, за да ви кажем како тоа, така размислуваат партиите, не размислуваат со овие математички правни формули и така натаму. Беса. Беса е во еден успон, но Беса управо направи, како да кажем, направи поента. И Беса не сака сега нови избори. Напротив, Беса сака да влезе во власта, што е можно со максимална своја програма, за да каже, еве, ние преме власт по нашата програма. Побара и она техничка влада. Излагуваат со овие, да кажем, некакви концентрациона влада, нели е прифатлива за Беса? Дури и села, зашто не забравяйте, села не е компактна партија. Таму се унитети, таму се така. И на него не му се оди на нови избори. Видите, има и практични елементи од тоа. Туку што се истрошија парите. Како мислите, дека они се за 3 месеци паќе најдат пари, да се регенерираат. Од една страна имате ВМРО кој знае дека не може да формира влада, но кој е доволно во кондиција за да може да оди на нови избори, сака нови избори затоа што гледа дека инаку останува опозиција. Гледате, на ВМРО опозиционото место нема да биде обична работа. Кај нив ќе биде место со апсења. Така што на нив или не одговара нејасна ситуација, или не одговара што повеќе одење на нови избори за да се продолжи една конфузија и надеж за... Така што кога ќе придете така, гледате дека одеднаш има опции за влада. Имаме слушател
кој што сака да се вклучи во Ноќниот експрес, повелете, во програма сте. Ало, добро вечер. Да, повелете, добро вечер. Да, 3977 водители, до ценетите гости. Благодариме, повелете, имате прашање, имате коментар. Знаете кој ќе ја состави новата влада? Па, нова влада ќе има. Значи, јас сум оптимиста и мислам дека ќе има. Кој сметате дека ќе биде, ете, тој што ќе ја состави? Опозиција ќе ја состави владата, зашто со Груевски, мислам дека албанските партии. Ало? Да, ве слушаме. Мислам дека албанските партии немат никаков чар да одат да го спасуваат Груевски. Ама нема ли тоа да го разлути ВМРО ДПМН? Малам? Да го разлути ВМРО ДПМН. Ете, ако речат, еве ги СДСМ и албанците против нас. Или што ќе имат од заев тогаш? ВМРО може да зборува што сака. Јас сум, например, стар ВМРО-вец и од 2004-та, значи, се јавам на стадион често. Јас сум човекот кој кажал уште од 2004-та, сум кажал Груевски кога ќе дојде на власт, али кога ќе паѓа од власт ќе има крв. Че јас човекот го многу добро знам. Само имате ли прашање? Нели? Дај Боже да не се случува тоа, се надам дека вашите прогнози нема да се остварат. Па, моите прогнози идат да се остварат. Тоа ми е најстрашно што оде да се остварат. Тие, значи, секи употребат и ќе дојдат на рап. Значи, моje мислење дека и ќе се оствари, има жртви. Ова ви беше се или имате и прашање? Па, толку само да ги поздравам, се сложувам со гостите. Значи, теката им е добра. ВМРО сте, а се сложувате со гостите. Се согласувате. Да се сложам, па ви велам од 2004-та, значи, зборувам дека овој човек, зашто го знам добро. Јас сум, значи, од првите денови во ВМРО. Ги познавам сите луѓе. Добро го кажете, тоа ви благодарам. Ценет слушатело, како што вие нарековте ценети почитувани водители. Имаме простор, се разбира, да им остапиме и на други слушатели ако се јават, аз и тука се и нашите гости. Малку нешто весело, андерграундо да чуеме што вели. Има Дарко Арсовски вели, дете фатило магична рибка што му ветила дека кога ја пушти ќе му раскаже за иднината. Детето побарало само да му каже Дик кога ќе има прес. Да чекаш официјални резултати од Дик е исто како да чекаш крај на серијата Малечката невеста. Заврши таа. Тоа може, значи, има надеж. Овој народ заслужува да се оцелиш и од диаспора редовно да му гласаш за ВМРО. Онаа невеста со калашникот беше ли денес пред Дик? За маш и прашувам ја немало дома. Има нели секакви твитови? Чека еден од контра. Дали ако се жалеме на Дико, осеќаваме се фригидно или импотентантно? Осеќаме се, да, источна Македонија. Да, ова на сметка на Заев, веројатно. Има еден малку вака помрсен твит. Вика Suicide Messiah, ВМРО ДПМН е најдена жилав Дик. Нема е такви терена. Кој разбрал? Разбрал. Тоа е да не се вицови за жени, нема врска. Добро, чека, има еден долго виц, може ли да го слушате? По-озбилни избори. Вели вака, авионото е малку апокалиптички. Ти се рефлектира, или рефлексија од актуелната ситуација, изборна и постизборна. Авионот паѓа, го постирал Мартин Богатиновски. Авионот паѓа. Колку патници има од лево, прашува пилотот. 50, а од десно 50. Еден од лево нека премине на десно. Ајде. Сега колку се? 49-51. Сепак паѓа. Малку е апокалипти, психоделичен. Коментари на ова што го кажа слушателот. Да, тоа е, ми се чини една важен коментар и важно предупредување.
Гледайте, во политик, значи јас прво се согласувам со слушателот. ВМРО ќе сака да направи се, бидејќи во нивниот случај се работи за навистина екзистенцијален проблем. Кај нив иднината не е дали ќе бидат во опозиција, дали ќе бидат во Идризов. И тоа е прилично непријатна иднина. Меѓутоа, секој се работи за тоа, имаат ли они капацитет за тоа? Ја просто мислам дека они имаат капацитет за инциденти и ништо повеќе. Во политиката мора да знаете дека секогаш има и утре. Они може и сега да ме начекаат 5 души да ме истепаат, може да излезат пред ДИК, да им поделат сендвичи, 300 души ќе викаат, може некој джам да скршат. Утре што ќе прават? Значи, ВМРО ДПМН не е во ситуација, во можност, таа нема нити капацитети, ниту ресурси да прави големи нереди. Таа е делегитимирана во секоја смисла, на неа СЈО ќе ја земе мерката, на клучните таму раководители, и да е ВМРО сериозна партија, таа веќе ќе почне да се занимава со себе, да најдат алтернатива на ова раководство, зашто на вистина ќе се случат релативно брзо избори, на кои они ако продолжат со оваа комбинација на Груевски Мјалков, тешко ќе ги изгубат. Има ли пари во касата на најбогатата партија во Европа за брзи нови избори? Бидејќи сите се потрошија, но ВМРО ДПМН се потроши најмногу. Они единствено нешто со што немаат проблем се нашите пари. Значи пари имаат многу. Меѓутоа, знаете како во политиката понекогаш парите знаат да бидат и клетва. Еве, што дека се најбогатата партија во Европа, кој ќе останат во опозиција? Муслиу во албанскиот кампус дуи нели доминираше со кампањата, но сепак и Беса прилично беше видлива. Да. И потроши доста средства. Да. Што ќе се случи при новите избори? И тука да нагласиме дека еве ДПА отиде со малтере многу скромна кампања, истото важеше и за коалицијата Алијанса за албанците. Дали може да се случи нешто во тој поглед? Ке сватат ли тие партии, тие коалиции дека врши многу работа и пропагандата? Две работи сега да кажем. Прво за таа со слушателот. Ја не верувам во големи инциденти, конфликти и така натаму, затоа што на тие што ги прави. Не, само да се има еден битен момент, тоа што го рече Сашо, има и утре. Значи во моментот тие немаат капацитет на евентуалните тие кои би правиле конфликти, инциденти да им гарантираат безбедно утре. Знаете, тоа е многу битен фактор кога го терате некого да прави инциденти или, не дај Боже, конфликти, затоа што не може да му ја гарантирате таа недодирливоста во иднината, затоа што бројките тоа не ви го возможуваат. И тоа е многу битен фактор што ме уверува мене дека ние не вегуваме во некоја нестабилна, конфликтуозна или било каква. Ние може да имаме ситни инциденти, но ако им се укаже и на тие кои евентуално се спремни да прават инциденти дека за тоа ќе одговараат, не заборавајте, кај нас во целиот овој процес се вклучени нашите меѓународни партнери, така да нашите граници не значат ништо и ако направите некој инцидент, знаете, затоа што нивната рака е многу подолга. Тоа е за тој дел, така да јас сум прилично оптимистичен. Ако ние као држава не можевме да издржиме недонесување на буџет, ме разбирате, и тоа беше катастрофално за фармерите и другите работи, како би можеле ние да издржиме да не формираме влада? Па тоа би било трагично, се соглашува се. Тоа би било апсолутно катастрофално. Значи влада ќе има. Кој ќе има влада, затоа што има доволни бројки. Што се однесе од албанските партии, да. Значи имавме две партии, од кои едната е на власт подолго време, другата е ново формирана партија која тек сега се исправа на изборите и трошоците им беа прилично изедначени, дури таа која не беше на власт мораше поактивна да биде затоа што самиот закон за балансирано известување им давеше подобра позиција на партиите кои беа во парламентот. Така да не верувам дека они би имале кондиционно и финансиски проблем да излезат многу брзо на избори. Од друга страна, резултатот на двете партии, на ДПА или на ДПА реформско движење, укажуваат на тоа на што и ние им укажувавме. Знаете, големи митинзи, непотребен број на плакати, трошоци, не секогаш
Барка и албанскиот електорат имаат ефект. Не е тоа. Али теренското работење секако дека од тоа добиле нарово учение. Како ќе го сватат овој наратив, постизборен наратив кој што го гледаат во македонскиот кампус албанските гласачи? Па видите сега, постизборниот наратив кај македонските партии е апсолутно различен, барка едната партија од предизборниот или за која мислите? Па на владеачката да помене, знаете, ми имаме многу миролюбиви. Па не, ако видите, еве, например, славењето во Ресен било со поминување покрај штабот на СДСМ и викање уа шиптари. Повторно продолжува наративот, глашењето со албанците да го имало тоа во гости армера. Па еве, ако прочитате што за овој денешниот собир за ДИК, дека повторно е тој антиалбански наратив дека СДСМ ќе влезе у влада со албанците и сега тоа е катастрофа. А ВМРО ќе влезе со албанците. Па добре бе, тоа се нели пропагандата не функционира со рација. Слушате бе, политиката поинаку функционира. Знаете ли случај му се случи на ВМРО со оваа продолжување на овој наратив за кој што вие говорите. ВМРО и да се случи да има скори воредни избори, оваа дискусија ќе се пресели во предизборна голема коалиција албанско-македонска. Во кој што ВМРО потоа ќе биде... дека е тоа возможно? Па овие резултати што ви говорат. Овие резултати што ви говорат, овие трендови се такви. И ВМРО на крај ќе излезе една хистерична мала партија, таа ќе на крај ќе биде мала. Бидејќи таа, видите, он држи првиот говор после изборите хистерично антиалбански. А истовремено ги моли албанците да направат влада. Па тоа треба да си... Па не, седно. Така што, ова ќе биде политичкиот резултат. Доколку продолжат со таа хистерија, на крајот ќе им се случи да се случат избори, да се направи една голема мултиетничка коалиција и они ќе останат за догледно време во опозиција. Што е малку време, Петрите, ако има одговори, нешто... имаме одговори од прашањата на квизот, да видиме колку биле активни. Нашиот андерграунд беше доста активен со твитовите. Одговори на прашањата: на кого не му е местото во ова друштво? Александар Новаковски, Панде Лазаревски, Стево Пендаровски и Мирјана Лазаревска Трајковска. 83% за Панде Лазаревски одговориле и 17% за Стево Пендаровски, ама овие погрешиле. Стево Пендаровски беше председател на ДИК. Невладината организација со која се поврзува името на Алберт Муслиу се вика АДИ 50%, АДА 50%. АДА е близко. Треба малку да, нели, ова да правите пропаганда. 2 од 3 погодиле. АДА турски збор, значи остро, така и беше, да. 2 од 3 погодиле сте. И уште има уште некои одговори. За Сашо Ордановски беше директор на телевизија Алсатем 36%, 27% МТВ, 9% Телма, 28% ТВА1. За ТВА1 нема шанси да бидете директор, но... Ако коалиција меѓу МТВ и Алсат на власот. Вистината е дека беше директор во Алсат и во МТВ. Тоа е вистина. Испоја тие гласови владеа, готово. Точно и неточно на прашањето дали Јован Јосифовски бил председател на ДИК, 60% точно, 40% мислам дека неточно. прв председател, не мисламе Луковски. Имаме слушател. Повелете во ноќниот експрес. Со слушателот и со карикатурите ќе завршуваме изданието вечерно. Повелете. Добро вечер. Повелете во програма сте. Добро вечер на сите у студио. Значи, човек да не знае што да каже. Ако направиме една ретроспектива на сите избори уназад у самостојна Македонија, мислам само еден изборен циклус или два поминаа со гласање за. Значи секогаш се работеше давајќи го гласов за едната и за другата партија, гласавме против власта. Пошто секојдневно се движам во круг со албанци, македонец сум иначе. Слушам коментари вакви, такви, онакви, глобала, значи суштината на муабетот е, викаат дека СДС добил гласовите што ги добил од албанците. Ако на последните избори имаше некаде околу 260-270 и сега околу 70.000 е максималната бројка што има добиено од албанскиот електорат, значи се појавува уште една цифра од околу плюс 90.000 луѓе, што е еден така просечно, релативно поголем град во Македонија. И од 90.000 гласа ги немаше неколку изборни циклуси уназад.
Значи, тие 90.000 жители на Македонија, пошто им дошло преку глава, излегле на избори и гласале дали за СДС или против власта, гласале за опозицијата. Се наметнува прашање зошто албанците гласале за СДС. И дека доаѓа не знам како гром од ведро небо, гласање на дали го сакаат Заев, дали го мразат премногу Груевски или го мразат Ахмети? Не, значи и на нив им е дојдено преку глава. Или си ја сакат држава? Груевски, аминувајќи го потегот на Ахмети, заслужните негови потршковци у наводници, ги остави да седат дома, работени у јавна администрација, и сега еден просечен албанец плаќа данок, кошиваат секојдневно со казни полиција на 24 по 4 джандари. Секојдневно казни, даноци, давачки. Почна да ме подсеќа Груевски како оние хакери што влегуваат нели на ќе најдат жртви со милионски суми на конто и ќе му влезе и секој ден ќе цица по евро, 2, 3 неприметно, ама полека, така и овде. Такса 50 денари ваму, такса онаму, чекот си плаќа. И сега ова е муаве, значи од албанец. Не го измислувам ја. Ја би зборел со вас и гостите подолго време, меѓутоа немаме многу време, треба да привршуваме. Имате ли конкретно одговор, прогноза, кој ќе формира влада, ќе се формира, нема да се формира и прашање? Ја мислам дека Груевски не може да формира влада. Че Груевски не може да формира влада и мислам дека СДС ќе формира влада и тоа ќе формира влада со други и со уште една политичка, со уште една албанска партија. Благодарам за јавувањето. Еве ги карикатурите да ги видите. Веќе сме при крај на ова патување на Ноктен Експрес. Карикатурите, изгледа Алберт горе. Топ. Сашо, добро ти е втори карикатура од Андонов, сум ја видел првата многу се помлад. Е старе. Многу бел тука или не си толку бел? Не, плав сум таму. Плав, да му заблагодариме на Мето Андонов и на крај имаме неколку асоцијации. Една реченица имаше доста представници албанските партии велеа сега му е мајката се да наплатиме што не успеавме до сега. И председателно собрание да добиеме и двојазичност, да добиеме и промена на химната, премиер, министер за внатрешни. Или тоа е повеќе прво прашањето на двојазичност и буџет е решено и за жал владеачката тоа го злоупотребуваше за целиот процес. Има папири, има одлуки, има обврски кои ги превзеле. Буџетот е превземен у Пршинскиот договор, сите го подпишале. Значи, де тоа работа што они треба да го договарат, тоа е подпишано, обврска превземе. Што се однесува до наплатата, види ако бил принципот од наплатување и принципот од наплата не е стран. Не верувам дека ќе се оди во тоа. Македонците се во тесно. Не, ја мислам дека албанските партии ќе бараат решенија кои ќе бидат подржливи. Решенија кои ќе бидат поприфатливи. А тоа дека е можно премиер да инсистира и па другата страна да се сложи. Сега мислам на владеачката. Тоа може па македонците ги натера они да си направат. Не, само да се доискажам. Тоа го мислам за владеачката ја. Затоа што таму прагот, нели, или капацитетот коалицијски е намален ради кампањата, значи тоа не може да се изземе. Што да морам да ти кажам дека и вие не ги сваќате уште резултати од изборите. Ние ги сваќаме, мора да ме прашаме. И гледам повеќето од разговорите во постизборна Македонија се уште по стари теркови. Прво за овие прашања на албанец му ги постави. Да. За македонски прашања јас сум овластен да одговорам, а за ДУИ, за ДП, Алберт ќе озна. Второ, слушайте ме да ви кажам. Да не кажам сега нешто безобразно. Баш ги заболе албанците кои е председател на собрание. Сакаат подбар живот без тоа. И овој глас е глас за правда, за правичност, за закон, за подобар живот, ова што кажуваше слушателот, да не му влегува да го зима. Јас у овој момент можам одма 5 имиња албански да ви кажам да бидат подобар премиерот било кој 5 просечни имиња што вие ќе ми кажете. Гајле име кој е премиер, да се кажува наративот на партијата. Јас размислувам така. Ама затоа партиите изгубија без тоа. Затоа сакам да ве наведам да размислуваме во овој постизборен друг уопште речник. Тој таму Липково што гласал, мислиш навистина му е Гајле кој ќе биде дали ќе биде албанец председател на собрание? Да, не викам дека му е не викам дека му е неважно, но она што сакам да ви кажам му е многу поважно, да може подобро да живее, да се чувствува задоволен, да се чувствува равноправен. Има вика поприлично дали оваа Македонија на која што пледирате
дека ете разбудена и кај македонците и кај албанците, дали ќе успее да ја направи таа нова влада и дали ќе се повлече под ова можеби последен налет на некаков насилен наратив од власта. Прво морам да ви кажем дека тоа е голем предизвик. И ова не е работа што ќе се реши во една недела, ова е работа за следната деценија. Второ, не сум јас преоптимист, бидејќи гледам дека ни Европа не ја препознава темата. Ни ЕУ, ни Европската комисија не го препознава. Они добиваат прв пат на Балканот после 25 години партија со мултиетнички гласови, која е у ситуација да формира влада и они уште не сакат јасно да честитаат за тоа. Затоа што имате такви типови као Курц, као Хан, као луѓе кои што апсолутно не разбираат за што станува збор. Сакам да ви кажам, значи нас не чека многу голема работа, не чека борба на оваа тема. Ова не е тема што на тацна ќе се добие. Но прв пат јасно во Македонија преку гласање над околу 700.000 гласови, наспроти околу 500.000 гласови, кажа каде сака да оди државата оваа конструктивна убава смисла. Не следат во Тексас, имаме поздрав од Остин, Тексас, така се викаше град. Убаво место. Убаво место, сте видели. И да ви кажем, најскрен сега, дали тоа за нас е пофалба или за вас, гостите, зависи, многу гледачи имате на YouTube, вика, вечер. 500. Не знам колкава е бројката сега, изборна е тоа са со број. Многу гледачи. 500.000. Да не се фалиме, да не бидеме кој ние фалиме уставутите раши. Има уште многу прашања, например, Дојран ќе го споменав, можно ли е трансфери на пратеници од една во друга ситуација, пошто се мешани коалициите, може ли некој да купи од овие што имаат пари од другите, меѓутоа да го ставиме тоа за друг пат. Јас коктелото му заврши мандатот, медиумите гледам дека дел, не сите, се враќаат во слободната во наводници форма. Таа заробеност балансирана веќе ја забораваат. Меѓутоа и меѓу тие медиуми кои што беа претходно строго врзани за владата, како и нарекува уста на владата, денеска гледам вести беа само фактографски, нема коментари. Ви гарантирам дека Дзинго веќе го бара телефонот на Заев. И дека Дзинго ќе биде тој што, да не употребам лош израз, ќе расчисти многу скоро со господинот Латас и со госпожа Ивона. Дзинго тие работи подобро од сите на Совдека и веројатно повеќе од овие што не слушаат и не гледаат го разбира. Така што ако го нема телефонот, упаничен е еден да го најде телефонот на Заев. Завршуваме исто за СЕО. Сакав меѓу тоа го кажавте тоа, приговор на што ве асоцира, па да завршиме. Сега се интересни приговорите. На што ве асоцира тоа? Приговорите? Да. Гледайте, и на овие избори, јас сум сигурен и од тоа што имам увид, дека повторно е делимично фалсификувана во. Ќе бидат излажени со односот на силите? Не верувам, бидејќи управниот суд е под цврста контрола на Груевски, таму се уште е Сваровски судството, така што очекувам компликации и би бил изненаден доколку се усвојат фактите. Јас сум малце пооптимистичен од Сашо за оваа процедура, мислам дека е под силен надзор, значи процедурата ќе мора транспарентно да ја спроведуваат, и ако фактите се како што се укажува дека се многу јасни и чисти, дека тоа може и да се случи. Така да не сум баш песимистичен дека може нешто да се случи. Петрите, толку за вечерва, благодарам на Програмата Лидова во живо сме повторно. На Мослио, благодарам на професорот Шкарич и на слушателите што се јавија и репризата која ќе биде? Репризите ни се во сабота и недела по стадион. А во живо не слушате понеделник и среда од 21 па натаму. Ние ви благодариме, пријатно. Ние ви благодариме. Да се видиме пак. Да ни Фала на карикатурите. Доктор Текст представуваше. Save me. I don't wanna be sad. I don't wanna be mad for those things that you had. Save me. Time runs so fast. Lives go on too fast. Can we make it last? Save me. I'm too young to be bold. I'm not here for the gold. I have flame to hold. Save me. Baby, stop. Some things are better left unsaid.
don't wanna be sad, I don't wanna be mad for those things that you had. Save me. Time runs so fast, lives go on too fast. Can we make it last? Save me. I'm too young to be bold, I'm not here for the gold, I have flame to hold. Save me. Baby, stop. Some things are better left unsaid. Извршен продуцент Горан Гаврилов, уредник на програма Весна Крстева, продукција Канал 77, декември 2016.